Средношколците од Тетово и од Гостивар новата учебна година ќе ја започнат онлайн во првите 2 недели, додека основците со физичко присуство, а потоа согласно состојбата со пандемијата ќе се донесат соодветни одлуки. Ова е најновата препорака на Комисијата за заразни болести како одговор на барањето на Тетовскиот кризен штаб поради лошата епидемиолошка состојба во Полошкиот регион. Дополнително ќе се разговара како ќе продолжи работата на универзитетите, изјави министерот за здравство Венко Филипче при денешната посета на Тетово. Една од главните причини да се донесе ваква одлука е ситуацијата во болниците, поради тоа што се сепак преоптеретени. Пациенти се сместуваат од Тетово и Гостивар во Скопје во текот на целото деноноќе. Итната медицинска помош по потреба и по индикација го организира транспортот, а средните училишта и бројката на ученици кои што се во средни училишта тука во Тетово и Гостивар е прилично висока и може да биде еден дополнителен ризик фактор. Иако мора да потенцирам, немаше трансмисија во училиштата за време на минатата учебна година, кога 40% беа во училниците, но ние мораме да сме внимателни. Сакам да се заблагодарам на министерот за здравство, господинот Филипче, заменикот министер, кој неколку пати веќе беше и дел во нашиот кризен штаб, исто така и на директорот на клиничкиот центар, имајќи го предвид фактот дека големиот притисок што го имавме, заеднички констатиравме дека клиничкиот центар со голема макотрпна работа успеало да ја издржи како работа. Министерот Филипче информираше дека бројките постепено се намалуваат, што најверојатно се должи на масовната имунизација, така што во овој регион опфатот се зголемил од 23 на 35%. Со работа денес започна и 2 нови пункта во Тетово и во село Порој. Овдека ќе се даба само прва доза, интересот како гледате сами, има пациенти чекаат. Почујемо малку со задоцнување додека како прв почеток. Вакцини имамо до 30 години се дава Pfizer, на 30 Sinovac, на 60 години AstraZeneca. Тоа што беше потребно, минимум технички услови што беа потребни се средени, снабдени сме со компјутери, со кабини за вакцинација, исто така и здравствениот дом редовно се срадува со вакцини. Се тече според планот, зашто овој пунктот дом на АРМ веќе е со полн капацитет во функција, задоволува интересот на граѓаните. Веднаш е при крај подготовката и за вториот пункт, што е нов пункт во Домот на културата, и тој веќе е при крај. Високиот број на нови случаи во овој регион предизвика огромен притисок во болниците. Во Тетовскиот ковид центар вкупно хоспитализирани се 124 пациенти, сите на кислородна поддршка. Во изминатите 24 часа имало 14 нови приеми, 167 амбулантски прегледи и 6 починати лица.